Ортопедот доктор Јордан Смичевски од неодамна е директор на специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо од Охрид. Вели дека оваа работа без љубов не може да се работи, а тоа што е директор го разбира како обврска, не како привилегија. Предизвиците со кои се соочува институцијата се пред се инфраструктурни. Веќе 7 години се во реконструкција и се уште не се знае што ќе се прави со проширениот дел од болницата. Дали таму ќе го има и центарот за кардиологија. Недостиг на кадар има, но за сега успеваат да излезат во пресрет на сите пациенти. Во 2023 година во болницата се лекувани 1868 пациенти. Има вкупно 225 вработени, 26 доктори специјалисти. Со доктор Јордан Смичевски поразговаравме за предизвиците со кои се соочува во работата, спектарот на сложени хируршки зафати што како институција и тим постојано го прошируваат, идните планови, но и со што се занимава кога нема работни обврски. Доктор Смичевски, од неодамна сте директор на оваа позната и престижна здравствена установа. Каква е состојбата, со кои предизвици се соочувате на почетокот? Предизвиците ни се и од финансиски аспект и инфраструктурен аспект. Значи имаме проблем со финансиите, да се зголеми буџетот, за да можеме да имаме повеќе прилив на финансии да ги лекуваме пациентите, да се зголеми бројот на операции. Со зголемување на бројот на операции кај нас се зголемуваат и трошоците. Тука имаме проблем, кој проблем треба да се реши со зголемување на буџетот кој ни го префрла Фондот за здравство. Со оглед на тоа што тука се лекуваат пациенти и надвор од Македонија, каква е состојбата со кадар? Значи, дали има доволно и дали има специјализанти? И во нашата болница имаме недостаток на кадар. Се надеваме во иднина дека кадарот ќе го зголемиме. За сега сме добри, значи може да се соочиме со предизвиците како на нашите пациенти, така на пациентите кои доаѓаат од соседните држави. Имаме колеги кои се на специализација, така да со кадар не сме лоши, меѓутоа имаме недостаток на кадар. И се надеваме дека во иднина ќе го зголемиме бројот на колеги кои ќе ни се приклучат во понатамошното лекување со пациентите. Како болница и тим специјалисти сте пионери во изведување на некои сложени хирушки зафати, значи постојано се проширува тој спектар на интервенции кои ги изведувате. Тука е најновата метода на артроскопска хирургија на рамен зглоб. Понатаму со специјален неврохирушки микроскоп беше извршена и сложена операција на тумор на мозок. И вие бевте дел од тимовите што реализираа некои од овие зафати, па кажете ни дали имаме да најавиме и нешто ново? Да. Сега двајца наши колеги, специјализанти беа на курс во Атина. И се надеваме дека овие нови методи и ќе ги наставиме понатака, како и протетиката на рамо. Од неодамна ги подобривте и условите за пациентите кои имаат потреба од хидротерапија. Кажете ни нешто повеќе. Физикалната терапија и рехабилитација ни е еден од проблемите кои ги имаме и тука треба да дадеме акцент на тој проблем, како на доктори кои ќе одат на специализација, така и на физиотерапевти. Меѓутоа, и тој проблем сме врзани инфраструктурно. Кога ќе го отвориме новиот дел, таму ќе ги префрлиме ортопедските пациенти, а ќе си наставиме како порано што беше со рехабилитација во стариот дел како дејност за физикална терапија и рехабилитација. Дел од болницата е проширен и модернизиран и беше најавено и дека тука ќе се пресели и центарот за кардиологија. Па до каде е работата по ова прашање? Не знаеме ништо со тој. Тоа е голем проблем, имаме голем проблем. Колку веќе години? 7 години тоа е како проблем и не знаеме како ќе оди понатаму. Се надеваме дека во скоро време ќе се реши тој проблем, ама не знаеме ништо точно да ви одговарам. А дали тука и кардиологија ќе има? И тоа не знаеме ништо, не се знаете. Надвор од работата. Кој е Јордан Смичевски? Вашите хобија? Како едноставно еден доктор полни батерии? Имаме повеќе хобија. Шетање по природа, спорт. Сум љубител на мотори, возење на мотори. Повеќе хобија имаме. И за крај, кои се плановите за периодот што предстои? Дали имате најави за некои можеби поголеми инвестиции? Планови има многу.
имаме планови за инвестиција, за реконструкција, пак ќе се вратиме на почетокот на овие проблеми што ги имаме наследено, реконструкција на болницата, проблемите со кадар, да ги вратиме пациентите од соседството кои ги лекувавме, од соседна Албанија, од Косово, и да се прошириме на соседните држави да доаѓаат на лекување тука кај нас.